ова издание. Кога може да се очекуваат суштински резултати од средбата Бајден-Путин? Интервју со адмиралот Джеймс Ставридис. Од физички напади, омразата кон азијатите во САД се префрли онлайн. Ке ги вратили Африка трките со Формула 1. Последниот ваков настан на овој континент беше во 1993 година. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон, јас сум Милена Ѓоргиевска. Почнуваме со Newsflash на гласот на Америка на македонски. Првото нешто што произлезе од состанокот меѓу Бајден и Путин неодамна беше враќањето на амбасадорите на двете држави во Москва и во Вашингтон. Но дали може да се очекуваат суштински промени во брзо време? Адмиралот Джеймс Ставридис на оваа тема зборуваше за српската редакција на Гласот на Америка. Американскиот председател Џо Бајден имаше само неколку работи на ум кога се сретна со рускиот председател Владимир Путин, вели адмиралот Джеймс Ставридис. Мислам дека председателот Бајден имаше 3 цели на самитот и ги оствари сите 3. Првата беше едноставно да му пренесе незадоволство на Владимир Путин, да го погледне во очи и да му каже дека особено нивото на кибернетски напади е неприфатливо. Второ, тој сакаше да го всади ставот дека сојузниците стојат заедно. Со други зборови, ова не беше само САД наспроти Русија, ова се сите сојузници наспроти Русија. Мислам дека тој го спроведе тоа, доаѓајќи директно од тие состаноци. Трето и конечно, мислам дека тој сакаше да воспостави личен контакт со Путин. Но засега, освен ветување за започнување стратешки разговори за ограничување на вооружувањето меѓу двете земји, нема ништо суштинско од состанокот во Женева, вели Ставридис. Однесувањето на Путин во најголем дел беше оспорувачко. Владимир Путин ме подсетува на гневен тинејџер. Неговото држање беше непочитувачко. На лицето има подсмев најголем дел од времето. Со американски термин, тоа би го категоризирал како злобна насмевка. Џо Бајден се среќава со малолетник од дом за деликвенти кој има лошо однесување. Не гледам хемија меѓу нив, но важно е лидерите да зборуваат, особено противниците. И во таа смисла мислам дека барем беше направена конекција на лично ниво. Ставридис укажува и на неколку охрабрувачки знаци. На пресконференцијата по враќањето на Путин во Русија, тој имаше неколку разумни коментари со комплименти за председателот Џо Бајден. Тоа е зашто Путин е реалист, но истовремено и прагматичен и мислам дека се обидува да сигнализира од негова перспектива дека може да постои разговор меѓу двете нации. Следново би сигнализирало јасна промена во позицијата на Москва. Би рекол дека треба да изминат 6 месеци до 1 година за да видиме намалување на кибернетските напади од руските институции, но и од руските сајбер криминалци. Друг показател би била волјата сериозно да се спроведат разговорите за стратешко ограничување на вооружувањето. Мислам дека тоа речиси сигурно ќе се случи. Нешто на што треба да се внимава се активностите на Путин на Блискиот Исток. И третманот на Алексеј Навални е исто така од клучно значење. Мислам дека Путин ќе биде доста внимателен во однос на здравјето и благосостојбата на Навални. Тоа би бил сигнал кон Западот. Следниот бирократски сигнал би бил креирањето на работни групи кои би ја почнале платформата за разговорите за контрола на вооружувањето. Тие веројатно би биле во Женева, каде вообичаено има такви средби. Веројатно во следните 3 до 4 месеци, а може би првите разговори на високо ниво да се случат уште во 2022-та. А нападите врз азијатите во САД се префрлија и онлайн покрај физичките инциденти изминатиот период. Повеќе за ова во наредните неколку минути. Зголеменото насилство врз азијатите во САД излегува на површина со се повеќе напади и онлайн. 17% од американците со азиско потекло пријавиле дека биле изложени на сериозно вознемирување онлайн, според истражување што во јануари го спровела Лигата за борба против антисемитизмот, што представува скок од 11% во споредба со претходната година. Кога се работи за онлайн вознемирување, 75% од возрастните азијати кои се соочиле со насилство велат дека тоа било резултат на нивната расна и етничка припадност. Овој процент е повисок од онлайн вознемирувањето со кое се соочуваат афроамериканците и латиноамериканците.
Сей Чонг е главна уредничка на онлайн фирма за спроведување анкети Morning Consult. Компанијата анкетирала 1000 возрастни азијати во март и открила дека 29% од нив биле жртва на онлайн вознемирување, додека 58% од инцидентите биле регистрирани на социјалните медиуми. Чонг вели дека последиците од вознемирувањето може би се полоши отколку што е забележано. Многу азијати, бидејќи не зборуваат за менталното здравје отворено, страдаат тивко. Онлайн средината е нашата реалност. Таа влијае врз граѓаните и се што ќе се каже онлайн треба да се свати исто толку сериозно како и офлайн. Професорот на Универзитетот Калифорнија Юлин Швен го проучува ширењето на објавите против азијатите на Твитер. Хаштагот е нов тип графити на зидот. Тоа е начин да се идентификувате себе си со конкретна група. Тоа е начин да се најдат луѓе со слични идеологии. Швен и незините соработници анализирале повеќе од 70.000 објави со хаштаг кинески вирус во март 2020 година и откриле дека половина биле комбинирани со антиазиски хаштаг. Се создава многу расистичко верување против овие луѓе, што има вистински последици. Потешко е да се утврди дали постои поврзаност меѓу онлайн објавите и физичкото насилство, но Швен вели дека вреди да се истражи. Во еден момент треба да видиме дека овие сигнали се толку големи што повеќе не можат да се игнорираат. Додека онлайн омразата е заразна, тоа е случај и со спротивното, вели професорот Сриджен Кумар. Ако почнете да споделувате пораки на поддршка, охрабрување и солидарност со азијатите, тоа може да има огромно влијание. Кумар вели дека контраговорот може потенцијално да ги одврати корисниците од ширење омраза. Во борбата против онлайн омразата, овие експерти велат дека во прашање е моќта на зборовите. Последната трка во рамки на Формула 1 на африканскиот континент се одржа во 1993 година. Сега Африка се надева дека повторно ќе биде домаќин на најпрестижните моторни трки. Погледнете. Тоби Вентер работи на враќање на трките со Формула 1 во Африка. Главниот извршен директор на ЛСМ, собственик на франшизата Порше во Јужна Африка, ја купи тркачката патека Кјалами на аукција во 2014 година. Вентер веќе ја знаеше патеката прво како гледач, а потоа и како возач на тркачки автомобил. Тоа ни го опиша од возачкото седиште на Порше 911 GT3 RS. Тоа беше прекрасна трка, старомодна трка со многу карактер. Кјалам има патека од 4,5 км и 16 свиоци со имиња како крокодили, гепард или леопард, што ги представуваат африканските корени. Изградена е во 1961 година, но до 2014 година, кога Вентер ја купи тркачката патека, имаше голема потреба од поправка. Кога Кјалами се распадна, се чинеше дека изгубивме национално богатство. Сакаме да го вратиме. Мислам дека постигнавме многу со стариот Клајани. Ова е најдобрата опција за тркачка патека на африканскиот континент во моментов. Реновирањата беа обемни затоа што условите на патеката беа толку лоши, вели менаџерот за реновирање Ендру Болдвин. Сите системи за безбедност беа дотраени, заштитните огради беа зарѓени, но објектот сега е подготвен 90% да биде домаќин на трка на Формула 1. Актуелниот светски тркачки шампион Луис Хамилтон се изјасни позитивно за Гран При на африканскиот континент, без да ја прецизира дестинацијата. На зидовите на Кјалам има уште простор да се допише историјата на тркачката патека и можеби со враќање на Формула 1 во Јужна Африка. Со оваа вест ја завршуваме неделава. Ви посакувам пријатен викенд и гледајте не повторно по понеделник.